Ако сте денеска во Битола или сте некаде од околните региони, а ве води патот натаму или и да не ве води, ќе ви дадеме денес причина плюс зошто од денеска па во наредните 2-3 дена до 19 треба да бидете токму во градот на конзулите. Слават полнолетство 18 поред издание на Балканскиот етно-фјужн фестивал Локум Фест музика и традиција 2024. На оваа тема за деталите за фестивалот за отворањето денеска го имаме Тоше Ивановски, уметничкиот директор на фестивалот. Тоше, поздрав од Скопје, од топлото и пеколно Скопје, како е во Битола? Морам да признам дека Битола е прекрасно, има навистина топлина, меѓутоа и дува и некој пријатен ветер. Се наоѓаме пред велелепниот офицерски дом на самото плато, каде што наредните 3 дена ќе се случува 18-то издание на Балканскиот етно-фјужн фестивал Локум Фест музика и традиција. Фестивал која слави традиционалната музика и музичките форми кои произлегуваат од традиционалната музика и секако традицијата и културното наследство. Со што се отвора денеска фестивалот? Каква е програмата? Што се ќе имаат можност публиката нели да погледне кај вас? Програмата е она по која ние сме препознатливи, по која се, да речем, битолски кажано се фалиме, затоа што ни е кеф кога ќе строчиме добра програма. Ако и прашате културњаците кои прават фестивали, дека секогаш ни се помалку средства за да направиме супер програма, меѓутоа со оглед на можностите и поддршката од Министерство за култура и општина Битола, ние направивме многу квалитетна програма. Вечера Мухамед Ибрахими, македонскиот гитариста кој ни доаѓа од Скопје, има концерт на малото плато пред офицерскиот дом. Веќе утре познатиот светски музичар кој ни доаѓа од Боста, Дамир Имамовиќ, со севдах, нели, со љубов ќе заплиска публиката во Битола, а веднаш после него Зарина прва севда со својот фјужн концепт бенд ќе ни дојде овде, ќе направи голем концерт. Во петок ги имаме нашите пријатели кои доаѓаат од различни делови на регионот, Истанбул, Солун, Крв, познати под името Синафи трио, 3 прекрасни гркинки кои практично свират една медитеранска византијска музика, која е препознатлива за целиот регион. И изненадувањето на вечерта или на фестивалот се познатите фолк атомик кои доаѓаат од Торино, Италија, кои се еден етно-електро фјужн бенд, кои се европски познати звезди и кои доаѓаат со поддршка на италијанската амбасада и Институтот за култура во Белград, и благодарност до сите нив и како до генералниот секретар на Република Грција во Битола, кои заедно со Министерството за култура и општина Битола помогнаа нели да се реализираат овие настани. Ние практично сме фестивал кој негува специфичен концепт на музика, која вклучува традиционалната музика, секако ладино музиката на битолските евреи и она што е фјужн и world music во светот, меѓутоа изложби на креативна индустрија заедно со македонски ракотворби веќе се 18-та година и изложби на раритети од битолските семејства. Она што сакаме да го направиме е да потсетиме дека културното наследство е многу важно за колективната меморија и еден кохезионен фактор и секако дека е фактор на туристичка промоција. Да, Тоше, многу убаво споменавте, фактор за туристичка промоција и верувам дека овој фестивал веќе со години наназад привлекува нели широка публика и од регионот. Колку сте задоволни од интересот? Сега сме нели летна сезона, високи температури, ова е еден настан на отворено како и многуте други што се случуваат во останатите градови и верувам дека граѓаните барем нели во приквечерието кога малку ќе подзалади, очекуваат нели да излезат и да прошетаат и при тоа да уживаат. Колку битолчани уживаат во целата оваа програма, но и секако од каде се има публика и интерес за овој фестивал? Јас мислам дека ние искуството покаже, нели, дека идеално се вклучуваме во она што значи интегрирана културно-туристичка понуда на Битола, затоа што наназад со години специјално групи на туристи доаѓале да погледнат некој ансамбл. Веќе сме имале соработка со туристичка агенција од регионот и не ставале во нивната програма, секако дека нашата програма имат и локалните хотелиери кои ја препорачуваат на своите гости. Битола е преполна и како од нашите од диаспората, меѓутоа имаме голем број на странци кои се навистина туристи и апсолутно туристите покрај природните и културно-историските знаменитости како Хераклејан Кестис
сакат да доживеат и вакви настани кои се од отворен карактер. Значи ние морам да напоменам и ова би сакал да го слушнат сите оние кои одлучуваат за културата, дека ние не сме естрада и ние се бориме културните настани да бидат посебно вреднувани како такви и да не се стават на исто равниште со оние комерцијални естрадни настани кои секако дека си имаат своја функција и намена, меѓутоа да се одвои естрадата од културата, затоа што на вистина голема е борбата да се направи еден квалитетен фестивал во кој нема профитот да биде фактор, туку културата и квалитетот на програма. Се залагате да понудите квалитет, а не квантитет, како што споделивте. Ќе прочитам еден интересен извадок од едно ваше излагање. Велите, фестивалот својот зародиш го има во старата битолска чаршија, од каде што ја црпи инспирацијата на локумот и кафето како синоним за средба на културите и секако нели фестивал кој што негова концепт на промовирање музички стилови од традиционална староградска музика до ладино, етнофјужн и world светска музика како што ви веќе споменавте. Што е со локумот? Тоа сакам да го потенцираме. Колку тој е синоним за битола, односно за што ве е вас синоним локум и генерално нели локум фестот каде што го носи името? Како голем број на битолчани, јас имав привилегијата да имам дедо дуќанџи. И како дете бев чирак во старата чаршија и чирачката послушност или правила имаат своеснавски нели кодекс и начин од однесување. Ако сработиш добро, ќе добиеш, на пример, во тоа време, дури 2 денари. Ќе добиеш. Едно време кренавме на 5 денари. Нели? Меѓутоа, почитувањето на мајсторот, на сергијата, почитувањето на комшите, беа основен услов да чиракуваш. Значи да си послушен, да учиш, да одржуваш да биде чисто и да се грижиш за она што ти го ставиле другите. Битола всушност го има тој конзулски традиционален дух на кој сите ние се повикуваме, меѓутоа малку повеќе треба да го живееме, да го почитуваме. Ова е фестивал кој покажа исклучителна издржливост и жилавост, затоа што се потпира на автентични вредности и нормално луѓето кои работат се посветени и веруваме дека ќе останеме на сцената и ќе видиме се поинтересни, само да кажам дека сме членки на неколку европски фестивалски асоциации, меѓу кои Most Music е најрелевантната со која во последно време работиме и размената на македонски и на европски музичари токму оди преку оваа мрежа која ни нуди голема можност за промоција, така и нели Зарина Прва Севда ги имаше концертите надвор од Македонија, зборуваме за Трафик фестивал во Брисел, така ќе ни биде наша ексклузивна гостинка. Ние работиме на промовирање на македонската култура и на културното наследство и на културниот туризам. И верувам дека тоа е формула која ако сериозно се работи, посветено, дека може да донесе многу резултати, а морам да го кажам ова, пред се носи кеф. Дружењето со вакви уметници на широк сокак, во чаршија, разговорите со е на вистина нешто што е лично искуство за сите оние кои се вклучени во. Да, не се споредува со финанси. Тоа што го добивате. Нема шанси. Да. Не, значи ние обично кога фестивалите кои се од културен карактер зборуваме за одржливост. Да. А постои една друга категорија нели која можеме за повеќе да ја дискутираме, тоа е бизнис или можеби културна индустрија на повисоко ниво. Тоа се други професионални компании кои го работат тоа. Сепак ние сме здружени. Да, гостите кои што доаѓаат, а се настапувачи, бараат ли битолски локум? Барат како не, ние апсолутно сме подготвени, значи имаме и на тоа поле сте спремни. Девојките од културно-уметничкото друштво Илинден ќе ни дојдат во староградска облека и ќе го понудат локумот и тоа ќе биде сите 3 вечери. И локумот е синоним, нели? Меѓутоа локумот е некогаш изговор, локум и кафе, дојди ми на кафе и локум, за да се дружат луѓето. А битолската чаршија беше еден културен амалгам. Мене посебно ми остави впечаток ладино музиката која наследивме од сефардските евреи, кои беа наши сограѓани, и кои оставија длабок впечат. Уште повеќе бев изненаден кога на моите патувања во соседството на различни музички форуми, дебати и презентации открив дека сефардската музика е всушност заедничка за сите балкански земји кои во времето на Отоманската империја имале контакт и сожителство со сефардските евреи.
Тоше, благодарам многу за овој разговор. Звукот на птиците го слушавме во позадина и звучи одлично. Дури ти завидувам што го доживуваш тоа. Ние сме тука во студио затворени, бидејќи надвор е претопло. Ти благодарам од срце за издвоеното време. Посакувам ова 18-то издание, што до некаде нели јубилејно, бидејќи е полнолетно, да ви биде и повеќе од успешно, да зборуваме само за убави работи и се разбира да има во што поголем број публика која што ќе ужива не само денеска, туку како што спомени ти во наредните 3 денови до 19 во прекрасната Битола. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Поздрав голем до тебе, поздрав голем до битолчани и до сите оние кои што нели се залагаат или се залагаат за овој фестивал или се дел од организацијскиот тим кој што исто така стои зад 18-тото издание на Балканскиот етнофјужен фестивал Локумфест музика и традиција. Ве покануваме да појдете во Битола, ако не еден ден, и односно ако не можете сите денови, барем еден ден да уживате во оваа убава програма која што Тоше пред малку ја сподели. Кратка пауза, потоа продолжуваме со останатите содржини, за скоро и нашата Марија со незиното трето линковско вклучување.